Значи, кога го подготвував денешното предавање, за да колку може рационално да се објасни оваа проблематика, се навратив на многу познатата тема од Стариот Завет, од првата книга Мојсеева, а тоа е случувањата или Божјата промисла со синот на Јаков, Јосиф. Многумина од вас филмот за Јосиф со нотолкувачот сте го гледале на телевизија, го имате и во играна форма, го имате и како цртан филм и така натаму. И многу интересно е што настанот поврзан со Јосиф со нотолкувачот, синот на Јаков, навистина кога се чита во Светото писмо на Стариот Завет, се гледа дека пророкот Мојсе му обрна многу внимание. Значи, навистина, овој настан е многу детално опишан. Не случајно, затоа што преку овој настан има и други настани, се разбира, Светото писмо е исполнето со Божјата промисла. Всушност, ако говориме за Светото писмо на Стариот и Новиот Завет, тоа е всушност запишаната Божја промисла, запишаниот Божји план, запишаното Божјо делување во овој ваков свет преку конкретни личности и општество. Конкретно во Стариот Завет тоа е Старозаветниот народ, Божји еврејскиот народ, а во Новиот Завет тоа е црквата. И сега, ако целото писмо е сведоштво за таа Божја промисла, за тоа Божјо водство преку конкретни личности и конкретни општества, заедници и така натаму, еве ќе се потрудиме преку настанот на Јосиф со нотолкувачот, сето она што било поврзано со неговиот живот, да влеземе, да продреме во проблематиката на тоа како може да ја разбереме Божјата промисла во нашиот живот преку анализирањето на Божјата промисла во животот на ова Јосиф. Сега ќе вратам наназад. Браќи и сестри, кога читаме Светото писмо на Стариот Завет, уште во првата глава од првата книга Мојсеева, ние ги читаме овие зборови. Потоа Бог, Елохим, рече да создадеме човек според нашиот образ и според нашето подобие, како што сме ние. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде. И сега вие се прашувате зошто Отец Ивица ова го цитира и со ова почнува. Браќи и сестри, светите оци на црквата, толкувачите на Светото писмо, овој стих го нарекуваат мегали вули или големиот собор, собирање, ако може така да се, совет на Пресветата Троица. Внимавајте што напиша пророкот Мојсей. Потоа Бог рече да создадеме човек во множина. Да создадеме човек. Сега, кога се нурнуваме во содржината на Светото писмо и на Стариот и Новиот Завет, ние разбираме дека создавањето на човекот, создавањето на личноста, на тоа што сме ние, одела од Отецот кој е иницијатор за создавањето. Оваа икона што ја гледате, таа икона е символично представување на догмата на Светата Троица, затоа што Бог не може да се пренесе, ме разбирате, не може да се наслика. Тоа е символично представување на троединиот Бог, а како мотив за ова символично представување на троединиот Бог, Свети Андрей Рублјов го зима тој мотив, односно таа средба на трите ангели со патриархот Аврам. И сега, значи, толкувачите на Светото писмо велат вака: Бог е еден и единствен, со една природа, со една суштина, со едно совршенство, со една волја, со една љубов, но три личности. Отец кој има свој син и Свет Дух. Исто така толкувачите велат дека процесот за создавањето на човекот доаѓа од Отецот како иницијатор
преку Синот, кој е смислодавач, логос, оној кој ја дава смислата на тоа што треба да постои, или како што јас многу често во моите предавања Логосот Божи го нарекувам програмер, затоа што тој ја дава програмата на тоа што треба да постои, а Светиот Дух е оној кој таа програма или тоа нешто кое треба да постои од таа сфера на непостоење го приведува во сферата на постоењето. Не разбирате? Сега, зошто ово ви го говорам? Затоа што во тој предвечен совет на едниот Бог и единствениот Бог, на Отецот, Синот и Светиот Дух, Бог знаеше што ќе се случува со човештвото. Внимавајте, Бог знаеше што ќе се случува со човештвото, затоа што Бог е над времето и над просторот. Бог е се знае. Тој не е детерминиран од ништо, ме разбирате? Тој не е детерминиран. Он не е условен, не е ограничен со ништо. Тој знае што ќе се случи. И внимавајте, кога тој влегува во мистеријата на создавањето, тој знае што ќе се случи со човештвото, што ќе се случи со прво создадениот Адам, што ќе се случи со Ева и што ќе се случи со сите оние што ќе настанат како последица на постоењето на Адам и Ева, односно на целото човештво. Бог знае, не разбирате? Бог знае што ќе се случи. Бог знае што ќе се случи со постоењето на секоја човечка личност во овој свет. Не разбирате? Бог го има предзнаењето на се. Бог го има предзнаењето на се. И Бог, внимавајте, Бог кога не внел во постоење, кога го внел Адама, потоа и Ева во постоење, тој им дал насока, им дал правец, им дал смисла, им дал процес во кој тие требале да живеат. Тој процес е неговата промисла, не разбирате? Значи он имал план, имал промисла со нив. Ме разбирате? Значи тој имал план. Планот Божи е таа негова промисла. Не била Божјата промисла, не бил Божјиот план Адам и Ева да отпаднат од него. Не била Божјата промисла, не бил Божјиот план Адам и Ева да се инфицираат со злото, да инфицирајќи се со злото во себе доживеат грев, а како грев и зло да доживеат духовна па и биолошка смрт и се тоа што се случи во овој свет. Внимавајте, тоа не е Божјата промисла. Ние кога го читаме разговорот помеѓу Бог и Адам, Бог му вели, значи од секое дрво во рајската градина може да јадете, освен од дрвото на доброто и злото. Во тој ден кога ќе јадете, ќе умрете. Тоа е Божјата волја. Значи немој да го правите тоа. А правете го ова. Бог кажува, ова е мојата волја, ова е мојата промисла со вас. Ова правете го, ова не го правете. Свети Јован Златоуст, толкувајќи го овој дел од Светото писмо, овој разговор помеѓу Бог и Адам, вели дека не за секогаш Бог му забранил на првосоздадениот Адам и Ева да јадат од дрвото на спознанието на доброто и злото. Не за секогаш. Туку Бог очекува Адам и Ева да живеат во неговата промисла, да живеат во неговиот план, во неговиот процес за тоа тие да го остваруваат своето подобие, својата личностна зрелост, да се Богу усовршуваат, да ги стегнуваат Божите својства, за кога ќе бидат духовно зрели, да можат да ја носат вистината за сознанието на доброто и злото. Внимавајте, ова е многу широка тема, ова тема сме ја обработувале. Значи, мене не ми е сега битно да ја разберете таа проблематика на доброто и злото, затоа што сме го имале тоа предавање. Мене ми е битно да ја разберете логиката на Божјата промисла. Значи, Бог немал промисла, не промислувал, не било тоа во неговиот план Адам и Ева да отпаднат од него, да се инфицираат со злото, како последица на злото во себе да доживеат грев, а како последица на гревот и злото да доживеат духовна смрт, болести, страдања, неправди и биолошка смрт. Односно да го имаме овој начин на постоење како што го имаме во овој свет и век. Дали е до сега малку јасно ова? Значи, што е Божја промисла, што не е Божја промисла? И светите оци, она што не е Божја промисла, но Бог ни го допушта затоа што е наш избор, тоа го нарекуваат Божјото пуштение. Но Божјото допуштение не е Божја промисла.
Ако јас на моите деца им кажам да го прават тоа и тоа, а тие не го прават тоа што јас им го кажал, јас сум ги советувал, а прават нешто спротивно на тоа, тие нема да бидат во промислата моја за нив, туку ќе одат по своја волја. А ако одат по своја волја, јас не можам да им ја одземам нивната волја, затоа што секој има од Бога дарувано слободен избор, односно слободна волја. И Бог тука не се меша. А зошто не се меша? Затоа што Бог е апсолутна љубов. А е апсолутна љубов затоа што е апсолутна слобода. А Бог е, затоа што е апсолутна љубов, апсолутна слобода, Бог не може да оди против себе си. Бог нас не создал како личности со слобода на избор. И тогаш, кога ние не живееме по неговата промисла, по неговата волја, тогаш, кога живееме по нашиот избор, тоа е Божјо допуштение. Ама Божјото допуштение не е Божјиот план. Тоа е тоа. Сега, ќе рипнеме еден долг период од тој предисторијски контекст на човештвото. Некаде околу 3000 година пред Христос се раѓа Евер или Ебер, потомокот на Сим. Сим е еден од синовите на Ное. Еден од синовите на Ное. Сим, Хам и Јафет, односно Сим, Јафет и Хам. Ако го читате сведоштвото за потопот, пред и по потопот, ќе ја видите исто така промислата Божја преку Ное. Потоа ќе ја видите промислата Божја и преку неговите синови, Сим, Хам и Јафет. Но сега ние ќе одиме и ќе ја разгледаме промислата Божја преку синот на Ное, Сим. Од Сим, како што ни сведочи Светото писмо, како потомок на Сим, Арфаксад го роди Каинан. Каинан го роди Сала, Сала го роди Евер. На Евер му се родија двајца синови. На едниот му беше име Фалек, зашто во негово време се раздели земјата, а името на брат му беше Јоктан. И сега повторно ќе кажете, зошто се отец Ивица ова ни го цитира од Светото писмо? Затоа што овој Евер, се зависи од читањето на хибру, е татко на евреите. Татко е од таму евери. И од таму Ибру, јазикот што го зборат евреите. Да. Сега видете сега што е најинтересно. Во еврејскиот Талмуд, во еврејското предание, евреите имаат исто како што ние во црквата имаме предание, имаат своје предание. Они велат вака, дека овој Евер, кога се градела Вавилонската кула, тој се спротиставил на градењето на Вавилонската кула и бил непослушен, се оделил со своето племе. И сега внимавајте. Ова тука е на македонски, зашто во негово време се раздели земјата. Всушност, ако се оди малце во поточно толкување, се разделија народите. Што тоа значи? Со градењето на Вавилонската кула, знаете, како последица на непослушноста на народите, племињата од тоа време во однос на Божјата промисла, Бог не се смут кај народите затоа што секој зборуваше на свој јазик. Сите го заборавија тој еденски јазик или рајскиот јазик. И сега според евреите, според нивното предание, рајскиот јазик, јазикот на Адам и Ева, јазикот на Ное, на пред оние што живееле пред Ное и после Ное, е хибру, еврејскиот јазик, ама хибру, тој е јазикот на Тора, јазикот на кој се напишани 5 книги Мојсеева, пророците и така натаму. Кога евреите 1949 година се враќаат во Израел, или 2000 години се надвор, тие го востановуваат овој древен јазик. Иако разни диалекти има, се зависи кој каде бил по планетата, расселен по планетата Земја, кога се враќаат, они овој древен антички јазик го востановуваат како говорен јазик. И денеска тие си го користат овој јазик. Сега, понатаму, внимавајте, од овој Евер, во неколку поколенија се раѓа Тара, таткото на Авраам. А Авраам се раѓа 2166 година пред Христос. Раѓањето на Авраам било во Ур.
Тука имаме на современа карта, еве Ур, тука е Вавилон, тука е таа древна култура на постпотопното човештво. Денеска тоа се наоѓа помеѓу Иран, Ирак, Сирија, тој предел. Тој е тој библиски појас. Сега одиме понатаму. За Аврам многу сме говореле, но Аврам не е само битен затоа што од Аврам се раѓа Исак. Еве, ова е таа карта која колку толку ни го разоткрива географски тој предел во кој живееле луѓето за кои ние сега во моментот зборуваме. Авраам, Исак, Јаков, синовите на Јаков и се разбира Јосиф. 2066 година пред Христос се раѓа Исак, синот на Аврам и Сара. 2006 година пред Христос се раѓа Исав и Јаков, а 1991 година пред Христос умира патриархот Авраам и во 1915 година од Рахилја, жената на Јаков, и сега тоа треба да читате колку години, 20 години бил кај својот таст Јаков и така натаму, додека му ја даде Рахилја, и на крај од Рахилја има два сина, Јосиф и Бенјамин. Да. А од останатите жени има уште 10 сина и од тие 10 сина се формираат 12 племиња Израиле. Гледате како Бог промислува. Полека. Сега од 1915 година пред Христос се раѓа Јосиф или Јосеф, што буквално преведено на македонски значи Бог е оној кој умножува. Сега во самото име на Јосиф, внимавајте, во самото име на Јосиф се крие Божјата промисла со неговиот живот. Како Бог со самото негово име ќе промисли за сите оние кои живееле во неговото време. Односно Бог ја покажал својата промисла, својот план преку Јосиф. Ова би е убаво да го знаете кога го читате Светото писмо, да знаете дека старозаветниот народ Божи настанува од 12 синови на Јакова. Значи патриархот Јаков имаше 12 синови, од кои настана 12 племиња Израилеви. Од Лија му се родија Рувим, Симеон, Леви, Јуда, Заволон и Сахар. Од слугинката на Рахилја Билха му се родија Дан и Нафталим, а од слугинката на Лија Зилпа му се родија Гат и Ашер, а од Рахилја му се родија Јосиф и Бенјамин. Внимавајте, ова се тие 12 синови на Јаков, кои покажаа завидливост во однос на Јосиф. Тоа се тие 12 синови. Сега ќе одиме на приказката на настанот поврзан со Јосиф. Едно мало објаснување. Се тоа што ви оговорил до сега беше информација за да разберете од кој родослов е Јосиф. Разбирате? Од кој родослов? Значи, тој се наоѓа во контекстот на Божјата промисла. Бог по падот на човештвото, по отпаѓањето на човештвото од промислата Божја за начинот на постоењето на човештвото, Бог промислува, внимавајте, промислува како да го спаси човештвото. Како да го спаси човештвото од злото, гревот, смртта и пред се и над се сотонското робство. Божјата промисла за ослободување и спасение на човештвото се движела во овој правец. Бог го формира старозаветниот народ Божи. Од 12 синови на Јаков се формира 12 племиња, од 12 племиња се формира старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ, кои се нарекуваат евреи од нивниот прататко, основач Евер. Разбирате, сега имате една слика. Гледате сега Божјата промисла. Како оди Божјиот план од генерација во генерација. Од генерација во генерација. Сега, доаѓаме до Јосиф. Јосиф е предпоследниот син, како што реков, на Јакова од Рахилја. Јосиф и последниот син е Бенјамин или Венјамин. Јосиф, како што пишува во Светото писмо, бил особено љубен од својот татко Јаков.
бил особено љубен од својот татко Јаков и заради својот карактер, и заради своето смирение, самиот тој како личност бил навистина препознатлив по тоа што самиот фараон дури го има потврдено дека во него има Дух Божи. Внимавајте, Дух Божи. Значи, во него се чувствувало пројавувањето на Божиот Дух. Односно, што тоа значи? Во него се чувствувало и осознавало од околината пројавувањето на Божјата промисла. Бог делувал преку него. Односно, Бог го водел, не разбирате? Бог делувал внатре во неговиот живот и Бог го водел. И затоа во еден момент Бог на Јосифа му дава еден сон, кој он го раскажа. А тоа е со 12 снопови. Како 11 снопови се поклонуваат на едниот сноп. И сега, тоа неговите браќа, оние предмалку што ги прочитав, го протолкувале на еден многу, како да ви кажам, неблагословен начин. Сега внимавајте, тој дел, овој дел го нарекувам јас пројава на промислата. Преку овој се сон, Бог ја пројавува, внимавајте, ја искажува промислата за Јосиф. Дека Бог има посебен план со него. И внимавајте, Бог немал за план да го направи Јосиф над своите браќа. Не, ама неговите браќа тоа така го разбрале. Не сваќате? Тоа е таа падната природа кај нас луѓето. Тоа е таа состојба на егоизам за која говоревме и на минатото и на предминатото предавање. Состојба на суета и што е најстрашно, најстрашната, најадската пројава на злото, тоа е завидливост. Завидливост. Значи, внимавајте, наместо тие да го протолкуваат тоа, пошто они знаеле, ја чувствувале таа состојба на смирение, на љубов, на служење што извирала од личноста на Јосиф, наместо тие со послушание на таа пројава на Божиот Дух да се обрнат кон Јосиф, тие реагираат со завидливост. Исто како што Каин реагираше со завидливост во однос на Авел. Исто како што светлоносецот ја пројави својата завидливост кон Бог, нељубовно се споредуваше со самиот Творец, и како таа последица од тоа нељубовно споредување, внимавајте, на создаденото битие со несоздаденото битие, настана отпаѓањето на светлоносецот. Како што тој отпадна од завидливоста, како што Каин губи Авела поради завидливоста, така браќата на Јосифа што планира? Па да го убијат. Што мислите? Завидливоста е страшна пројава на злото, луѓе. Кога ти завидуваш некому, ти сакаш да го елиминираш. Тоа значи, че ти не го сакаш. Тој ти пречи. Тој ти пречи во пројава на својата волја, во пројава на своите интереси, ме разбирате? И сега се појавува еден Божи човек тука, Бог се пројавил преку него, и сега овие реагираат со завидливост. И сега сведоштвото на Светото писмо ни вели за тоа дека сакале да го прват во дупка, па после тоа се премислиле и го продале на некои смеличани. И внимавајте како оди Божјата промисла. Тој потоа бива купен Тоа е вака. Значи, тоа е тој разговор меѓу браќата, меѓу 12 браќа, иако, внимавајте, два од тие 11, Рувим и Јуда, не биле баш сложни околу тоа да биде убиен Јосиф, но сепак, тука има многу интересен момент. Кога завидливоста ќе победи на еден начин, кога ќе завидливоста ќе почне да делува во животот на луѓето, тогаш дури и да знаеш дека не си во право, паднатата природа на еден начин бара компромис со
останатите. Сега и Исакар и Јуда барал некаков компромис од тоа да не биде убиен Јосиф, но внимавајте. Ајде сега вака да гледаме. Која е Божјата промисла? Која е Божјата промисла? Божјата промисла не била браќата на Јосиф да му завидуваат. Тоа не е Божја промисла. Не била Божјата промисла тие да сака да го убијат. Ама Божја промисла била, сега тука е тоа, Божја промисла била да Јосиф го напушти своето племе. Сега, тука е еден момент многу тежок за расудување, искрено да ви кажам. Каде е сега Божјата промисла, Божјото допуштение и волјата на останатите во заедницата? Сега, дали Бог го промислил тоа, овие тоа да го направат во однос на својот брат, или дали Бог го допуштил за да се оствари неговата промисла? Тоа е исто како проблемот со Јуда. Дали е Божја промисла Јуда да го предаде Христос? Не разбирате. Че има тука многу нешта кои се крајно тешки така за расудување, но сокот од расудувањето е следниот. Бог некогаш ја го користи своето допуштение, односно волјата на луѓето, за да преку тоа ја оствари својата промисла. И како што кажав на почетокот на предавањето, внимавајте, да се зборува за Божјата промисла на рационален план е многу тешка работа. Јас тоа го правам во моментот. Да. Не може до крај да се просуди. Но Бог е тој кој е семојтниот и кој ја спроведува својата промисла во овој и ваков свет, како што реков, како конкретни личности и заедници. Еве, сега говориме за Јосиф. И сега внимавајте. Како оди понатаму Божјата промисла? Јосиф бил купен од Потифар, човек египтјанец кој бил многу богат. Многу богат. Му омилел ликот на Јосиф. Јосиф бил висок, стаменит, младич. И внимавајте во 39-та глава, што пишува пророкот Мојсей. 39-та глава, 2 стих. И Господ беше со Јосиф. Во целата оваа ситуација, кога неговите браќа сака да го убијат, па го продаваат, овие измаелтјаните го продаваат на египтјаните, овој Потифар го купува и така натаму. И сега внимавајте што пишува пророкот Мојсей. И Господ беше со Јосиф. Што значи тоа? Како ние да го разбереме? Значи, внимавајте, во целата таа промисла Божја, Бог директно го води Јосифа во неговите секојдневни животни ситуации. Не разбирате? Значи, ако Божјата промисла, ако Божјиот план е нешто покрупно, со подалеченска цел, а Божјото водство е водството на Бог во конкретната личност во неговиот секојдневен живот, за да се оствари Божјата промисла. Не разбирате? Дали ме разбирате ли? Да. Ова е многу битно. Видете сега. Значи, јас еве Емилија, дојди вамо Емилија. Значи, Емилија, јас сум тренер по трчање. Она е маратонка и треба да трча на некој маратон таму. И она сега доаѓа заедно со мене, вика, така и така, сака да ме подготвиш за да победам на тој маратон. Значи, маратонот ни е нашата задача, тоа е нашата промисла, нашата цел. Не разбирате? Нашата цел е победа на маратонот. Но за да Емилија победа на маратонот, што треба да прави? Па треба да вежба. Така ли? Треба да вежба. Значи, тренерот секојдневно ја обучува во незиниот секојдневен живот. Ја подготвува за да се оствари таа цел. Благодарам. Сега, истото тоа Бог го прави со нас. Не разбирате? Сега говориме за Јосиф, за нас понатаму ќе разговараме. Да. Сега, истото тоа Бог го прави со Јосиф. Бог е со него. Бог е со него. И сега, кога ќе кажеме и Господ беше со Јосиф, тоа е таа пројава на Божјиот дух, на Божјото водство во личноста, во душата, во умот на Јосифа. Пошто внимавајте, како се чувствувал Јосиф?
неговите најблиски се откажале од него. Овие го купиле како роб. Овој го продава, овие го купиле, па после го продале како он е роб. Роб. Мислите како се чувствува? Но ние, еве според овој текст, нема не робта Јосиф на тоа, не се буни. И на почетокот тоа го кажа. Значи, нешто што било препознатливо во неговата личност е неговото смирение. Значи, не е спокој. Ние христијаните кога велиме смирение, тоа не е спокоен човек. Има некои луѓе кои по природа се спокојни. Ние кога говориме за смирение, говориме за отсутство на егоизам. Отсутство на суета и отсутство на самоволие. На онака подло, егоистично, злобно самоволие. Тој однатре го слушал Божиот глас и одел во контекст на Божиото водство. Сега, Божијата промисла била таа, овој Потифар да го земе и да го постави, затоа што му обилил многу, да го постави како оној кој ќе одговара за целиот негов имот. Арно, ама, во овој вако свет никогаш нема мир. Никогаш нема мир. И сега што се случува? Жената на овој Потифар, гледајќи го Јосифа и неговата убавина и неговата младост, во неја се појавува страст и таа сака да легне со него како што ни сведочи Светото писмо. Сега, целата работа е многу интересна анализа. Од каде доаѓа ова? Бог има промисла со Јосиф. И одеднаш му се појавува силно искушение. Јосиф е млад човек. Плюс е роб. Знаете што е роб? Роб е ништо. Не е подчинет. Не е подчинет. Не е подчинет. Роб, ти си ништо. Значи, господарот во тие таму општества, господарот на робот, пошто си ти купен, тој може да те убие и да не одговара никому. Ме разбирате, вие сте ништо, вие сте дел од покуднината, ме разбирате? Сега ми треба, сега не ми треба. Машина, да. Тоа е роб. Немаш ти никаква волја. И сега, што се случува? Јосиф доживува напад. Сега анализата која е? Кога ние, било кој од нас, оди по Божјата промисла, воден од самиот Бог и осведочуван од Божиот дух, немој да мислите дека искушение нема да има. Искушение ќе има. И внимавајте, Јосиф воден однатре од самиот Бог и со сериозна љубов и достоинство и почит кон својот Господар и така натаму, тој бегал од сите итри игри на оваа негова, односно жената на неговиот Господар. До кога? Се до еден момент не паднал Јосиф, не се прави. Да. Тоа е продава. Не паднал Јосиф. Но внимавајте што се случува. Таа кога видела дека не може да го намави, да го, пазете, да го одвлече од патот. Еве како Емилија, што правите му обед премалце, Емилија тренира. И се доаѓа една другарка и вика: "Слушај, Емилија, земи бе екстази и да видиш, нема да трчаш, има да леташ." И Емилија може да земе една екстази, па после ти вика: "Чекај, ајде да пробам и со нешто друго." Не разбирате? И сега, тука си искушенијата. Тоа е пројавата на злото. Што е целта на злото? Да не отклони од патот. Да не отклони од промислата и да не отклони од Божјото водство. Целта на злото. Тоа е. И сега, кога ова не можела со страст, не можела со притисок, тогаш тргнува со најсилното оружје на злото во овој свет, а тоа е клевета. Клевета! Значи, кога Јосиф бега, еве тоа е, оваа слика сум ги дал, вака не може да најдам некој. Тоа се најдобрите што може да ги најдам. Ова е глумец или Јосиф? Јосиф, го сликале тамо, тоа беше.
Видете сега. Кога во еден момент, значи Јосиф одбива дури и да се сретне со неа, таа ја зграпчува неговата наметка. Ја зграпчува неговата наметка и внимавајте што вели. И таа ја задржа облеката негова кај себе, додека си дојде господарот во домот свој. А тогаш и нему му е покажа истата работа велики. Слугата евреинот, што го доведе кај нас, дојде кај мене и ме осрамоти, сакајќи да легне со мене. Но кога чуде га подигнав глас и извикав, тој ја остави облеката своја кај мене и избега. Внимавајте. Клевета. Знаете ли што значи на грчки дјаволос? Клеветник. Клеветник значи. Тоа значи. Клевета. А што е клеветата? Клеветата е да ја употребиш невистината, против некој кој чекори во вистина. За да го оцрниш пред другите. Значи, не можеш да го отрнеш од патот. Не може да го отрнеш од патот. Не може да го извлечеш од Божјото водство преку искушение. Тогаш ѓаволот оди со најстрашното оружје, него клевета. Клевета, значи говори за тој човек лага. На другите, говори им лага, извртува и ги работите. И сега, внимавајте, вие можете ли да одите кај секој и да кажете, не, тоа не е вистина? Јосиф, роб, зар он можел да оди и кај тие аристократи таму и каже, не бре, она мене. Кој си ти, човече, ти немаш никаква моќ. Немаш никаква моќ. Тоа не се случува во секојдневниот живот. Кога ќе пушти некој клевета за нас, односно кога клеветникот преку некој кој му слугува свесно или несвесно ќе пушти клевета, вие можете ли да одите кај секого и да ги исправате работите? Ама знаете ли што значи клеветата? Кај оние што ќе ја примат во својот ум. Тие ве гледаат така како што вие другите говорат за вас. И сега сите почнале да го гледаат Јосифа, иако пред тоа го знаеле каков човек е, сите почнале да го гледаат како насилник. И сега што се случува? Повторно тој момент. Бог преку допуштението, преку волјата на злото, си ја оставила својата промисла. Јосиф го носат во затвор. Арно, многу интересно е тоа. Што има некои мобилни таму. Внимавајте, Јосиф го носат во затвор, ама што се случува? Сам дека тоа понатаму. 39, 32. Што се случува? Во затвор, а таму се случува следното. И тој остана таму во затворот, но Господ беше со Јосиф. Господ. Значи зло му прават и Бог го води. И Господ беше со Јосиф и внимавајте, ја изли милоста своја над него и направи да му омиле на управникот на затвор. Та многу интересно. Значи, пак Божиот дух, Божјата пројава во него цело време. И што е тоа Божјо водство, Божјо осведочување. И ќе видиме понатаму како всушност ова Божја промисла се спроведува преку двајца слуги на фараонот. Еден пехарник кој му сипувал вино на фараонот, другиот пекар и така натаму, и овие сонуваат сон. И овој винарот, пехарникот и овој пекар. И Јосиф им го толкува сонот. Но не вели, јас сум сонотолкувач. Ја не сум јасновидец, ја не сум маг, ја не сум окултист. Внимавајте. Него по Божја промисла
Бог му говори внатре и во него и ово им кажува што ќе им се случи. Му говори дека за 3 дена од тој ден, како тамо било, овој пехарникот ќе биде ослободен, а овој пекарот ќе биде обесен. Таква била Божјата промисла. Само тоа го кажа што ќе се случува. Понатаму, кога Јосиф говорил со овие двајцата, а особено со пехарникот, му кажал, кога ќе биде ослободен тука, да се сети за ова дело што му го направи. И не случајно, затоа што Јосиф бил 2 години тамо во затворот и после 2 години фараонот сонува сон. Го знаете тој сонот со 7 крави, да, суви и овие дебелите. Да, 7 богати години, 7 сиромашни години и така натаму. Фараонот го сонува тој сон, почнува да прашува што тоа значи, никој не можел да му даде одговор и пехарникот се сетил. Божјата промисла. Пехарникот се сетил, Јосиф му го протолкува сонот на фараонот и му кажува што треба да направи. Но повторно вели, не јас, Бог во мене. И тоа му го кажа, тоа ќе ти се случи. Тоа е Божјата промисла, тоа е нешто што ќе се случи во твоето царство, 7 богати години, 7 сиромашни години, и ти треба во тој период од 7 богати години, што Господ ќе ти ги благослови да собереш жито за 7 сиромашни години, за да имаш за целото твое население. И сега, а фараонот си рекол, а сега кој ова да го направи? И тогаш го говори она што го кажав предновце, вика, Духот Божји е во овој човек. Па јас не можам да најдам подобар управник од тебе, од Јосиф. И, внимавајте, Јосифа го поставува веднаш под себе. Знаете што бил фараонот во Египет? Ево е многу интересна работа. Ово е икона една најдов на патриархот Јосиф. Да. Тој бил намесник, односно десна рака на египетскиот фараон. Иако јас парав така точно да видам кој би можел да биде овој фараон во премиера во владата на фараонот. Немал тој влада. Што направите? Ајде, собери го сега. И сега, понатаму, тие 7 години богати, се полнат житниците, Јосиф го уредува сето тоа, доаѓа 7 гладни години, Јаков и неговото племе, неговите синови немаат што да јадат, голем глад, и тие дознава дека во Египет има жито. И одат и праќа своите синови во Египет да купат жито. И таму тогаш се случува таа средба помеѓу Јосиф и неговите браќа. Но внимавајте, мудрост. Јосиф не истрчал веднаш и каже: "Јас сум Јосиф!" Видете? Што направи вие? Додовте да молите пред мене. По логиката на нештото, видите, кога ќе ви направат некој луѓе лошо, или не знам тамо што се, и после, а вие сте сега мојтни, они се никој. Охо! Така. Но, да не говорам за целиот тој процес, што се прави Јосиф, за да потикне покаяние кај своите браќа. Прво го ставаат Венјамин, затоа што Венјамин му е брат од иста мајка, и така натаму. Потоа доаѓа Јаков, и тогаш се случува таа средба помеѓу Јосиф и неговите браќа, и неговиот татко. И што е најинтересно, се случува ова. Значи, Бог му говори на Јакова: "Јас сум Бог на твојот татко, не плаши се да слезеш во Египет, бидејќи таму ќе направам од тебе голем народ." Значи, Јаков, кога треба да оди кај Јосиф,
затоа што Јосиф го поканил, односно со дозвола на фараонот, Јосиф го поканува својот татко и своите браќа, односно тоа мало племенце, да дојде во Египет. И пазете сега, и тоа тамо во делтата на Нил, тамо биле од почеток, и кога дошле евреите, односно кога дошло тоа мало племе на Јаков и неговите синови во Египет, тие не биле робови. Но, внимавајте, со текот на времето се исполнило ова Божјо ветување. Тие станале голем народ во Египет. Голем народ во Египет и тамо се 400 години, но во последниот период биле толку зголемени квантитативно, значи толку многу се намножиле, што египетскиот фараон почна да се плаши од нив, па нели знаете, кога ги убивал првородените и после Бог преку Мојсија ги ослободува евреите од египетското робство. Сега, како резиме на сето ова, дали вие приметивте како Бог преку една личност ја остварува својата идеја, односно својата промисла, својот план за еден народ? Говориме за еврејскиот народ. Но внимавајте, Бог немал само за цел да го умножи еврејскиот народ во Египет, туку Бог ја спроведува својата идеја, односно својата промисла, својот план за спасение на светот. Тој му вели на патриархот Аврам дека преку него, преку неговото семе, преку неговото поколение ќе бидат благословени сите народи. И сега внимавајте, преку Аврам, Исак, Јаков, Јуда, како што оди благословот од Јаков, од јудиното колено, ќе се роди кој? Месијата, спасителот на светот. Значи, дали приметувате како Бог делува во овој свет преку личност, еве конкретно сега говоревме преку личноста на Јосиф, и тоа негово делување не е само заради него, туку е и во еден поширок контекст, и заради неговиот народ, но и за целото човештво. Исто така, кога го читаме Светото писмо, ние гледаме Божјата промисла и со Свети Јован Крстителот, како било неговото раѓање, неговиот живот, водството што Свети Јован Крстителот го имал од Бог. Кога читаме Светото писмо за Шаул е Павле, Савле, е фарисеот Шаул кој ги гонел христијаните. Внимавајте, по логиката на нештото, Бог Шаул го избира за свој пратеник, за свој апостол, а Шаул Савле ги гонел христијаните, односно го гонел телото Христово, заедницата Христова ја гонел. Христос го гонел. И Христос кој му се јавува вика: "Зошто ме гониш?" Ама кој била промислата? Преку овој Шаул Бог да го подигне Паулус или Павле и преку апостолот Павле во силата на Светиот Дух да преобрати илјадници луѓе. Тоа е, браќа и сестри, тоа е мистеријата, неискажливоста на Божјата промисла. Тоа е Божјиот план во овој и ваков свет. И една работа, Божјата промисла, Божјиот план, Божјото делување, Божјото водство во овој свет е еден од доказите, сериозните докази за Божјото постоење во овој и ваков свет. Затоа што Бог делува во овој свет. Бог делува во овој свет. Значи, ние христијаните не сме деисти. Тоа е еден филозофски термин, што значи прифаќање на тоа дека постои Бог, ама Бог нема врска со нас. Ние веруваме во Бог кој делува во овој и ваков свет. Кој делува преку личности, кој делува преку заедници, кој делува конкретно преку старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ, до доаѓањето на Месијата, а денеска делува преку неговото тело, а тоа е црквата. Како да одаме денес? Сега, ова беше библискиот аспект. Сега, како Бог и дали Бог делува во нашиот живот? И како започнува Бог да делува во нашиот живот? Како ние тоа го осознаваме? Да, тоа е многу битен момент. Ај сега за Јосиф.
Внимавајте, што беше карактеристично за Јосиф? Што беше карактеристично за Јосиф? Што пројавуваше тој? Смирение. Смирение. Една од битните карактеристики на тоа дека некој човек е под Божјо водство е состојбата на смирение. Разбирате, состојбата на смирение. Но реков пред малку, смирение не значи опуштеност или лаксираност. Не. Смирение значи отсутство или сериозна борба, битка против егото, против суетата, против подлата своеволност, злоба и целата таа отпадната природа во нас. Што мислите дека, еве да направиме една анализа, кога оваа жена на египјанскиот господар го насилувала Јосиф, што мислите дека во него немале вразни помисли, состојби? Сега ние предпоставуваме, разбирате се, но и тоа е, значи, видите, ние во Светото писмо гледаме живи, конкретни личности кои си имале своји вакви онакви состојби. Еве да видиме за царот и пророкот Давид. Тој паднал, за жал, во едно искушение, но после тоа, поучен од пророкот Натан, со горешни солзи, од таму е изнедрени 50-тиот псалм, го молел Бог да му прости. Значи, тоа е, сега ние што да правиме? Некој човек успева да оди по промислата Божја, по водството Божјо, но некои паѓаат во искушение, некои се отпаѓаат од патот. Што мислите кога Петар, Шимон се откаже од Христос, не отпадна од патот? А кога Јуда го предаде Христос, не отпадна од патот? Па едниот и другиот отпадна од патот. Од промислата. Само што овој едниот се врати преко покаяние, а другиот како плод на својата егоистичност и гордост да си признае, тоа го однесе во очајание и тој заврши со самоубиство. Страшно. Тоа е тоа. Сега, како што реков, како да го препознаеме Божјото водство во нас? Многу тешко. Многу тешко. Затоа што денеска многу луѓе велат дека се водени од Бог. Имате разни вакви, разни онакви, Бог им се јавил, она, вамо, тамо, што ви кажам. Значи, не сте вие тие кои треба да си умислите дека сте водени од Бог. Пошто на крај на крајвите, што значи Божјо водство? Ние сите сме водени од Бог. Па видите, ние сабали кога се разбудиме, ние на Бога му благодариме што ни го поделил новиот ден. Но сите сме ние водени од Бог. Бог делува во нас. Ама целата приказка е која е Божјата промисла со нас во овој ваков свет. Кој е неговиот план со нас? Што треба ние да направиме? Чек, полека са. Кој е многу интересен момент. Значи, ние, оние кои навистина имат Божјо водство, тие тоа не го ни приметува. Да ги кажете зошто? Па затоа што се смирени. Па тоа е природна состојба кај ни. Баш така, ти благодарам се дека. Видите, тие се смирени, они и да го чувствуваат Божјото делување, тоа е недна природна состојба и они не се фалат со тоа, не прават реклама. Јас сум избран од Бог. Дојдете кај мене. Не без именување се. Немој да именувате, немој да си паѓате од стапица. Втора работа. Тој што е избран од Бог, го препознават оние кои се исто така избрани од Бог. Повикани, водени од Бог. Разбирате? Пошто нивните души се наоѓаат, ајде да кажам, во иста духовна фреквенција. Не разбирате? Сега, кога човек ќе открие внатре во себе, кога ќе го прифати тоа со својата свесност, дека има Божјо водство, ама со посебен план, внимавајте, со посебен план, после ќе зборам и за многу други аспекти, со посебен план. Многу е битно, браќи и сестри, тоа искуството на црквата ни го говори,
да биде под духовно раководство, под духовно надгледување на личност која исто така има Божјо водство. Затоа што тие луѓе што имаат Божјо водство се особено под удар на клеветникот. И сега мора некој да ве заштитува. Мора некој да ве заштитува, особено во првата фаза. Па и понатаму. Мора некој да ве заштитува. Значи тука е духовниот раководител, но искусен духовен раководител. Искусен духовен раководител кој има искуство со сите овие нешта. И понатаму една здрава заедница. Тоа би било една здрава црковна заедница. Сега, внимавајте, понатаму, ако Бог има конкретна пројава во вашиот живот, водство, не се наметнувајте вие сами на Бога да му кажувате што он да прави со вас. Туку напротив. Знаете што треба да направите? Значи, ќе видите кои дарови и способности Господ ви ги дарувал како личност. А потоа и полека ќе го си го откриете дарот на Светиот Дух. Тоа е малце повисок ниво, малце повисока духовна зрелост треба. И преку дарот на Светиот Дух, вие полека тој дар може да биде дар на слово, дар на исцелување, дар на организирање, дар на утешување. Многу дарови и плодови, ама внимавајте, даровите и плодовите на Светиот Дух се врзани. Мора да имаш плодови да добиеш дарови. Затоа што мора да имаш плод од животот во Светиот Дух. Па за добиеш и дар. И сега кога се добие дар од Светиот Дух, тогаш вие тоа го осознавате затоа што добивате нешто што е, ајде да кажам, нешто она што го зборуваше митрополитот Наум, нешто надприродно во вас. Значи не само природни способности и можности, веќе имате некои надприродни способности и можности. Ама таквите луѓе тоа не го дефинираат како нешто надприродно. И они го одржуваат тој свој дар во состојба на смирение. Во една сериозна, некомпромисна битка со своето его. Некомпромисна. Не смееш да попуштиш ни малку. Попуштиш ли, клеветникот доаѓа, тој така те клевете и цело време е околу тебе. Попуштиш ли, готов си. Тоа е сериозна битка. Значи цело време, пошто непријателот осознава, ме разбирате, кога вие почнувате да ја сведочите Божјата промисла, Божјиот план, и тој непријателот доаѓа и се бори против Бог во вас. И затоа тука има една сериозна духовна битка и бара сериозен духовен живот. Крајно сериозен духовен. Ние во православната црква тоа не рекуваме подвиг, пост, молитва, послушание, причест. И тоа сериозно. И тогаш вие ќе сватите вака, кога го имате тоа во себе, тогаш подвигот кај вас е нешто природно, затоа што мора да постои за да се одржи во оваа состојба. Без подвиг, тоа исто со Емилија за трчањето. Таа може да победи на маратонот, ама ако сака да победи на следниот маратон, таа не може да се опушти и цел ден да гледа телевизија, да си игра на компјутер. Па ќе изгуби кондиција. Мора да има тренинг. И, значи, во дух на смирение Господ полека, според вашите личностни дарови и потенцијали, според дарот на Светиот Дух, полека ве води во остварување на неговата промисла. Во остварување на неговата промисла преку вас. И сето тоа се случува во дух на ваше лично смирение и послушание кон Бог. Преку извршување на неговите заповеди и на неговата волја. Тука е тоа една мистерија што не може никој рационално да изрази, еве јас се трудам тоа да го направам, но тоа секој си го знае внатре во себе. Секој си го знае внатре во себе, особено тие што дошли до тој духовен степен. И сега таквите луѓе, без разлика каде се, таквите луѓе во дух на смирение, кои го градат во себе си, и во дух на послушание кон Бога и неговата црква, извршува Божјата волја, сведочејќи дух на мир, на љубов, на единство и на изградба на телото Христово. И внимавајте, кога тоа се прави во заедницата, кога тоа се прави во црквата, тоа започнува да функционира на целото општество. Ако се повеќе и повеќе во црквата има луѓе кои се духовно разбудени, кои го почувствувале тој дар, колку толку во себе си на Божјо водство, кои ќе почнат да живеат во подвиг, во духовен живот, тие како личности се менуваат, така ли? И тие стануваат свесни за тие вистински вредности, за таа вистина на постоење.
Ото таа вистина на постоење, тие не мора со дрндорење да ја шират наука, не мора. Кој нема дар на слово, ме разбирате. Ама со својата, самото своја пројава, со самиот свој живот тие сведочат. И нештата во општеството се менуваат. Што зборувавме вчера околу проблемот со младите луѓе денеска? Убаво, тоа го спомна братот Душко со штафетата. Кога се пренесува нешто, ама нема порака. Значи, ние одамна живееме во стапицата на традиционалното христијанство. Ние го прифаќаме христијанството, се крштеваме, се венчаваме, не знам тамо што. Значи, примаме нешто од нашите претходни генерации, ама што? Примаме нешто, некаква форма, што знам, некаква вера, ама не ја разбираме пораката на таа вера. И ние таа порака не ја пренесуваме на следните генерации. И што се случува? Или тоа. И денеска ние гледаме во најголем процент во каква состојба е нашиот млад човек, во каква состојба е нашето општество, во каква состојба се нашите бракови, во каква состојба се нашите семејства. И ние како народ, за жал, почнуваме биолошки да изумираме. Зошто? А многу едноставно. Затоа што се исклучуваме од нашето единство со Бог. Разбирате? Се исклучуваме. Нас Бог не ни треба. Бог во она вистинска смисла на зборот. Нашиот народ во најголем процент е религиозен. Религиозен. Ма египтјаните биле религиозни. Разбирате? И овие окултисти, не знам тамо, магисти во Египет, тие врачи, маги и така, и они се религиозни. Те нешто, што значи тоа да бидеш религиозен? Тоа е многу недефиниран поим, многу широк поим. И гатачите, бајачите, сите се религиозни. Ама преку кого се пројавува Божјата промисла, луѓе Божји? Преку кого се пројавува Божјото водство? Не преку секој. Но тоа се прави во црквата. Во црквата преку жив членови на црковниот организам. Оние кои предмато ги спомнува. Да видиме само да не претерам. За крај да се. Не гледам се. Ја мора да гледам како. Темате чекаме што. Сега. Ова што го кажа предмалку за тоа Божја промисла, Божјо водство, тоа е за многу ретки луѓе. Тоа се поретки луѓе. Тоа се поретки. Тоа го спомна митрополитот Наум, вика, тоа е на еден на 1000 кој доаѓа до таков степен или во таква состојба. Има Бог, има промисла со таа личност заради заедницата, има Божјо водство. Тој повисок степен на Божјо водство, на интервенција. Но внимавајте, во секој од нас Бог има своја промисла. Сега, можеби не за спас на македонскиот народ, или за ова, или за она, не знам тамо што, или за спас на планетата Земја, туку за спас на вашето семејство. Сега ќе ви кажам. Јас сум духовник, веќе не знам колку години, и приметувам дека во секое семејство барем еден е духовно развоен. Таму кај што нема ни еден духовен развоен, тоа веќе семејство почна да пропаѓа. Тоа пропаѓа. Биолошки, ме разбирате, просто така го мала болести, вакви душевни, такви, онака, телесни, разни проблеми, се распаѓа семејството и после неколку генерации тоа семејство се суши. Крај, нема. Тоа е. Ако умре Божјото водство во тоа семејство. Пошто внимавајте, се сеќавате она што го кажав на почетокот. Како оди. Сега, ако тоа оди преку Сим, Авраам, Јаков и така натаму, секој од нас е на еден начин продолжеток на тој родослов од Адам и Ева. На микроплан, секој од нас. И сега внимавајте, во секој семејство има некој кој е духовно развит. Не мора он да биде некаков православен христијанин, некаков, што да ви кажа. Но е свесен. Има сознание за Бог. Ако нема сознание за Бог, теолошко некакво, има сознание дека Бог постои, има сознание што е вистина, што е здраво, што е нездраво, што е лага, што е вистина. Што е добро, што е зло. И тој се труди да го спаси своето семејство. Ако семејството
го послуша таквиот човек, тогаш ќе се спаси семејството и ќе се спаси поколението. Ако паднат во состојба како што браќата на Јосиф, ама без покаяние после тоа, и дури го замразат, пошто ваквите луѓе никој не ги сака, да знаете. Пошто прво нешто што се јавува, тоа е завидливост. Да ти ќе ми кажеш мене како не бе, што ми се мешаш и така натаму. И сега вие треба да се изборите. Луѓето треба, кој има таков дар, мора да се изборат со тоа. Со суетата, со егото на другите луѓе. Значи на нивната суета, со нивното его, вие не можете да придете со его и со суета. Не може ништо не прави. Повторно да го цитирам митрополитот Наум, кога он каже за такви ситуации. Ќе кажеш во дух на мир, потоа ќе се молиш. А потоа повторно во дух на мир. И полека, како вода. Полека, и внимавајте, се што ќе кажете во дух на мир, и во силата на Светиот Дух, тоа е силно слово исполнето со живот. Тоа кога ќе влезе внатре во нивниот ум, во нивниот мозок, во нивната душа, тоа пушта корен. И кога тогаш ќе даде плод? Треба да биде те некој без освестен и без совест, толку одемонизиран, па да не пушти тоа, да те мрзи онака, да те сака да тури. А не сме до толку забегани. Внимавајте, значи, тоа е на тој микроплан. Значи, спасувајте се себе си, станувајте свесен за спасение, на своето лично спасение, за своето лично ослободување од злото, гревот, духовната смрт и сатанското робство, вие се борите за ослободување и за спасение на својот брак, на своето семејство, потоа на својата парохија, не разбирате, на своето село, на својот град. Се зависи од духовниот степен. И сега, колку повеќе имаме луѓе кои имаат ваква интенција во себе си, кои имаат ваков дар, тогаш општеството ќе биде исполнето се повеќе и повеќе со живот. Зошто? Затоа што овие луѓе се преносители на Божјата несоздадена енергија, на Божјата љубов, а тоа е живот. Тоа е живот. И кога во едно брачно заедништво ќе има таква љубов, тоа е живот. Тој брак е исполнен со живот. Тоа семејство исполнето со живот, тоа семејство исполнето со смисла, со вредности, со пак, со промисла. Видите, луѓе кои имаат свесност за Божјата промисла и за Божјото водство, тие не паѓаат во состојба на депресија. Знаете зошто? Пошто депресија е без излез. Егото ќе те зафркне, ќе те уфрли во некаква игра, социјалната наша болна ќе те направи притисок некаква фрустрација или не знам тамо што, ќе ти ги скрши твоите фикс идеи и ти и немаш излез. Се чувствуваш во безизлезна состојба, таа безизлезна состојба те фрла во депресија во неуроза во психоза во шизофренија. Она што го зборуваше митрополитот Наум, тоа е она неприродната состојба на живот на човекот. Неприродна. Кога живееш веќе во деструкција на својата душа, на своето тело, особено на тој ментален душевен план. А ние гледаме денеска дека еден огромен процент, особено младите луѓе, и те како се зафатени со тоа. А зошто? Затоа што не гледаат излез. Затоа што не чувствуваат промисла. Затоа што за нив Бог е само некаква идеја, а не е живо делување во нивниот живот. И на крај ќе го кажам ова, затоа што тоа е и смислата на ово предавање. Пошто општата тема на овогодишната седмица е нема или има излез од ограниченоста на овој ваков свет. Ние христијаните знаеме дека има излез затоа што Бог има промисла и на микроплан и на макроплан, и на личен план и на општествен план. И целата работа е што кога Бог не повикува, само треба да одговориме на таа помисла и раководени од искусните раководители во црквата, полека да растеме во тоа, за да може таа вистина на Божјата промисла да ја пренесуваме и на другите луѓе. Со тоа би го завршил моето предавање, односно моето национално проповедување на ова многу тешко искажлива работа. Тоа е всушност дефиницијата. Божјата промисла е всушност учество, внимавајте, на личен план или на план на брак, на план на семејство, на план на заедница, на план на црква, во Божјиот план
во осмислувањето и одржувањето на од него создадениот принцип на постоење. А знаете кој е Божиот принцип на постоење? Постоење во добро, во љубов, во слобода и во светост. И сега Бог преку својата промисла, преку своето водство се грижи во одржување на овој принцип на постоење. А Божиото водство е остварување на таа промисла, на тој план, преку животот и постоењето на конкретни личности, општества или заедници. Целото Свето писмо, браќи и сестри, светите книги на Стариот Завет, животите на многу свети луѓе, и во периодот на Стариот Завет, и во периодот на Новиот Завет, животите на многу свети луѓе од животот на црквата, тоа се житијата на светите, нели ги читаме? И ние кога ги читаме и житијата на светите, ние гледаме како Бог ги буди тие личности во еден период и полека ги води за да остваруваат конкретни цели или задачи во рамките на Божјата промисла. Тоа е тоа. Тоа би било дефиницијата. Ако може рационално да се изрази некако тоа, јас се трудев од вамо, од тамо, зимав, крпев, правев и викам тоа би било некако најјасно за да може да го примите во вашиот ум. Па повелете, доста јас дрдорев. Веќе е 10 до 8. Има ли некој прашање сега? Па ја не велам, брате, ништо, тоа е искуството на црквата. Добре, искуството. Еве некој не верби во црква. Како тој ќе се продухови понатаму? Како тој ќе успее да ги следи или да се надоградува понатаму во Божите промисли? Па само ќе се надоврзам. Ако започне човек да ја актуализира својата духовност, затоа што секој од нас е духовен, затоа што ние сме создадени како духовни битија. Нашата личност, нашата ипостас, тоа што сме ние сме духовни. И сега, кога сакаме да оствариме својата личност, својата ипостас, ми мора да бидеме научени од некого. Мора да бидеме научени од некого. Затоа што, како било што во овој живот, ние мора да примеме информација, некој да не научи. Има многу пориви во нас, на тој духовен план, кои некако се актуализираат во нас, бараат бараат одговор за смислата на нашето постоење, за една внатрешна хармонија и така натаму. И сега, кога ќе почне сето тоа да се актуализира и буди во нас, ние читаме книги, бараме информации од други луѓе, размислуваме, медитираме, се молиме и така натаму. Се полека и полека, додека не дојдеме до еден степен, кога ќе разбереме дека во овој свет навистина постои една вистина. Една вистина, затоа што вистината е иста. Една вистина која на единствен и од тој што не создал начин, на вистински начин ја актуализира нашата духовност, односно нашата личност, ја осмислува нашата личност и во овој свет и во вечност. Тоа е нешто за што може многу да се говори, ама тоа е накратко ова. А пред малку скоро 2 сата зборев за тоа. Тоа е тој принцип. Сега, според моето искуство, јас сум сретнал многу луѓе кои се во црквата, кои се нарекуваат верници, са може ќе се изненадите, ама тие со Бога општо никаква врска нема. Затоа што они се веруваат во Богот на својот ум. Они си имаат некаква своја представа за Бог. И они се религиозни луѓе, ме разбирате? Они исполнуваат некакви форми, некакви ритуали, очекуваат некакви ефекти од својот умислен Бог и така си ја живеат својата вера. Говоревме за тоа, нели, и вчера и завчера и така натаму, и нема никаков плод во нивниот личен духовен живот, затоа што тие не се верници, затоа што не живеат во Божјо водство, не растат, не се развиваат како личности, туку мислат дека верата, односно религијата, односно христијанството треба да им помогне во некои секојдневни аспекти на животот, за вработување, да се најдат дечко, да си положат испит, да бидат подобри швалери или швалерки и така натаму, да можат да најдат заедница за да си дишират своите его трипови, да клеветат,
Разни имаш, разни приказки. А исто така сусретна луѓе кои не се христијани, како да кажам, не се декларираат како христијани, но со една разбудена духовност. И сега кога со таквите луѓе ќе почнем да разговарам за овие теми, вика, па мене ова ми е јасно. Сега целата приказка, таквите луѓе се атеисти, односно не го прифаќаат Богот на овие религиозните христијани. А кога ќе се сретнат со луѓе кои навистина веруваат и се под водство на промислата Божја и кога ќе го доживеат Бог преку тие личности, ти вика, па ја го знам ово, па овој Бог мене ми треба, не ми треба тава некој религиозен, измислен, имагинарен Бог на некои луѓе кои си го изфантазирале во својот ум, како автомат за исполнување желби. Тоа е. Значи, кога зборуваме за Бог, многу битно е што подразбираме по тоа. Тоа е. Кој има точен? Сега, ова сака да ви го кажам. Јас не случајно ова предавање решив да го имам за оваа седмица. Значи, прво ова предавање е плод на еден разговор во црквата Свети Ѓорѓија, а сестра Роза тука е, не е тука, она е иницијатор за оваа тема. Е тука. Сега, ќе ви кажам, само малце само. Значи, јас кога ги правев првите чекори во духовниот живот, имав среќа што Бог ме приведи, тоа беше Божјата промисла. Длабоко верувам во тоа, пошто кога ќе се вратам наназад, гледам дека тоа е така. Бог ме приведе кај еден навистина духовен човек. Човек исполнен со Светиот Дух. Тоа беше отец Пајси од Прокопчевски. Бог да го прости, тој си замена млад од овој ваков свет, зошто и како Бог знае, пак си има своја промисла. И сега, еднаш му дојдов со крајно збунет и со многу прашања отежнет ум. И викам, доро, викам, јас ништо не разбирам во овој свет. Ништо не ми е јасно. Хаос е овде. И он, додека со пуно фрустрација на урозо, мене ја му зборам, че тјути се смее. И го веќе балонот се испушти од мене, знаеш ли, олесна. И он вика, брате мој, вика, треба да разбереш дека во овој свет постојат три воли. Три воли. Три воли. Три воли. Три воли. Не, чекайте. Три воли. Воля, знаете што е воля? Три. Вика, прво е Божјата воля. Значи, во овој свет Бог ја пројавува својата воља преку својата промисла, преку своето водство, преку своето делување. Но во овој свет, исто така, преку своја промисла и преку своје водство, и злото делува. Разбирате? И злото делува. Како оваа женава на овој египтјанин. Тоа не е Божја воља. Злото си делува, ова клевети. И злото делува, да. И плюс вика, третата воља е волјата на човекот. Волјата на човекот. Сега, знаете што додаде по тоа? Но, брате мој, во овој свет имаме 6 милиарди воли. Полека. Сега, во тие 6 милиарди воли имаме комбинации многу. Не разбравте? Те боли главата, Те боли, хаос, немир. Пошто замислите сите да сме ние под Божја воља, ние ќе го имавме неговиот принцип. Слобода, љубов, хармонија, добрина, светост. Мир. Ама имаш друг принцип овој свет. Лага, клевета, деструкција, манипулација, ме разбирате? И сега некои одат навака, некои одат навака. Некои се и ваму и таму. Ме разбирате? Ама најчесто, најголем процент се они што се и ваму и таму. И од се помалку и тоа е коктел. И сега замислете, пројава на толку милиарда воли. Па видете, ние сме 2 милиона и нешто.
Видете, зашто не може нешто да се направи едноставно тука, да се направи? Пошто ја ако кажам нешто најдобро, еве Бог да ми каже во моментот, слуша Ивица, ќе ти ја дадам формулата за спас на македонскиот народ. Јас да ви кажам, тоа треба да се направи. И овој ќе каже, како не бе, ти ќе ми каже, бега бе, тао бе, попу еден, овој бе, бега, И одма ќе ми каже, овој па ја го знам бе, го ведо е тој бе, он ти таков и таков бе, тој он со тие раби, одма гледа. Што мислите? Што мислите? Дали ви е позната оваа приказка? Еден така зборуваше пред 2000 години и го ставија на крст. И затоа внимавајте, процесот на спасение, браќа и сестри, е кога ние сами избираме. Бог ни открива, не допира, ама сега ние треба нашата волја или да ја приклучиме во овој принцип на постоење, преку промислата негова и водство, или другиот. И нема играчка тука. Тешко. Тешко ли? Тешко е. Ама кажете ми друг пат. Кажете ми друг начин. Нема, те се не плачат. Мора. Пошто немаш друга алтернатива. Другата можност, другата така наречена можност е да те уништи тој другиот принцип. Тој другиот принцип работи да те уништи. Да те уништи душата, да те фрли во хаос, да те фрли во боле, да те фрли во збунетост, да те фрли во темнина. Што е? Тоа е тоа. Ако ќе трне човек по остварување на овој принцип, преку Божјата волја, водство и исполнување на неговите заповеди, полека, во себе си внедрува состојба на смирение, на хармонија, на знаење, на мир, на љубов и што е најбитно на светост бер луѓе. Значи, што ги читаме житијата на светите луѓе. Они го имаат тој дар на надприродно делување на Светиот Дух. И гледаме што какви чудеса правиле тие. Да, ама до таму. Ќе заборавам на што требаше да кажам. Се согласувам и верувам дека добар духовен раководител, тоа е навистина благодат за секој човек. Меѓутоа што во ова време кога мислам дека не многу умина имаат среќа да најдат некој искусен духовен раководител кој има Божјо водство, дали тогаш треба да се припушти на било каков духовен раководител и ме интересира за, еве да се вратам за Марија Египетска. Таа немала нели духовен раководител, не одела на литургија. А то самиот Бог ја водел неа. Таа само остала и се молела нели. Добро исклучокот не е правила нели. И уште едно прашање, што кога рековте дека во секој семејство постои некој што може би духовно е по-развиен? Не е развие, реков разбуден. Разбуден, добро, разбуден се извинам. Развие е веќе сериозен термин. Добро, Сега вака, ја ќе ви кажам една работа. Сакам да... Вака, значи, околу духовниците. Јас ви гарантирам, пред Бог го зборам ова, пред мојата совест, и ќе одговарам за ова на страшниот суд. Во нашата помесна црква веќе има доста квалитетни и благодатни духовници. Има, фала Бог. Пред некој време немаше, сега има. И се гледа делувањето на таквите луѓе. Арно, ама, кај таквите луѓе, многумина не сека да одат. Знаете зошто? Затоа што ние не шириме религија. Не шириме формализам. Ќе објаснам. Значи, она формално практикување, ќе постоиш една недела, ќе се причестиш, слава, ова, она, него бараме духовен живот, борба, подвиг, осознавање на Божјото водство, на личната промисла, духовен развој. Сега викат него, јас ова не можам. Вака сега, никој од нас не запнува, колку што може, не разбирате. Од почеток, еве тие што кај мене доаѓаат на духовно раководство знаат, особено во првата фаза, прво додека се пронајдат они самите, подвигот започнува веќе во втората фаза, кога ќе се пронајдат духовно па после тоа. Ама целата работа е што многумина не сакаат христијанство. Не го сакат Христос како пат, туку сакат религија. Сакат форма. И па, тоа е тоа. Тоа е тоа. Го сакат Бог како исполнување, како автоматичен исполнување на живот. Сега скидам кај духовникот, ќе се исповедам, ќе се причестам и сега Господ ќе ми даде да си го оспарам тоа у животот. А бе луѓе, велам јас
100 пати на литургијата се вели, самите себе си еден други сиот свој живот на Христа, Бога Спасител наш, да го предадеме. 100 пати се кажува. А не се вели, Христе, дојди вамо да ми ги оствариш моите желби вакви или онакви. Не е битно твојата волја, не е битно твоето водство. Битно ми е мојата волја. Па немаме таква, се треба да расчистиме некои работи. И што велат светите отци? Колкото... Светите отци. Може да кажа? Кажи, ајде. Светите отци викаат, и ако ништо не дај свештеникот, ти ќе му се помолиш на Бога и он ќе ти го даде одговор. Тоа е друго нешто. Духовно раководство е веќе посериозна работа. Да. Тоа е тоа. Значи, внимавајте. Нешто што секој човек мора да си го расчисти внатре во себе си. Дали сака да биде Христов ученик? Дали сака да си ја ослободи својата волја? Пошто ние сите мислиме дека нашата волја, кога може да правиме што сакаме, е слободна. Не. Ѓаволот на еден подол начин, лажејќи не со лажна слобода, не заробува. А во духовноста, за која мислиме дека некој ни ја заробува нашата волја, полека ние се ослободуваме. Се ослободуваме од сето она што ја корумпира нашата волја, што ја лаже нашата волја, што ја деструктуира нашата волја. И стануваме слободни. Тоа е тоа, ама треба, како било што е, предното спомнав, Емилија за трчањето. Ако она сака да успее, ме разбирате, она не може да си вели, јас ќе трчам, да, и ќе сакам да победам на маратонот, но во исто време и ќе пушам, во исто време ќе заспивам до 3 савале ќе видам на журки и ќе правам она. Не можеш, бе. Не можеш. Треба да си најдеш приоритет, да си го земеш тоа како приоритет, како цел и својата волја да се насочи како свој приоритет. Тоа е во било што во животот, а камо ли не во духовноста. Да не се лажеме, пошто духот на лагата е најстрашна работа. Нашиот непријател е дух на лага, он не лаже во нашиот ум. Ние прво битката ја губиме тука во нашиот ум. Емилија, повторно тебе, може да и дојде на убава идеја во незиниот ум да биде победничка на маратонот, ама уште веднаш ќе и дојде да друга помисла. Бе, како не, што се занесе, што ти треба ова, па ќе и дојде некоја трета помисла, како не, ти знаеш колку треба да вежбаш за ова, па ќе и дојде некоја четврта помисла, ама ти знаеш ти колку убаво ќе победиш, па другите ќе ти викат и тоа е игра, внатрешна, ментална борба. И ако немате здрав, како да кажам, здрава личност која ќе ви помогне да ја добиете таа ментална борба, вие ќе ги изгубите сите тие други борби во вашиот живот. Ето се наредба за духовното водство. Јован кажа. Па кажав ја. Се зависи што сакате. Тоа што го сакате, тоа ќе го добиете. Да не се лажем. Тоа што го сакате, тоа ќе си го добиете. Тражили сте, гледај. Вака јас пред некој ден разговаравме после предавањето на митрополитот Наум. Видете, кога човек има Дух Свети у себе си, тука нема лага и превара. Нема. Пошто видите, има денеска луѓе кои имаат можност на ментално манипулирање со многу убави зборови да ве ваката. Ама видите, таму кај што има Дух Свети, тоа се гледа. Или имаш, или немаш. Или Божјото присуство во тебе, или не. Самиот фараон бил паганин. Многу божец. Ама вика, овој Дух Божи има во Јосиф. Има нешто што го разликува други други. Повели брат. Ајме уште една. Ваше мислење. Рековте дека нели во секој семејство има некој што е духовно поразбуден, така? И мислам дека најтешко се остварува Божјата промисла во тоа семејство кога поразбудена е жената. Дали сметате така или не? Што сепак е патријатал. И сепак мислам дека жената е малку третирана како малолетна за да изодлучува мажот. Многу тешко прашање ова. Ја имам две прашања на кои многу тешко одговарам. И се уште сум во молитва за тоа. Значи, моето прво прашање во кое се уште сум во молитва, тоа е односот на црквата кон младиот човек денеска. Вчера имавме трибина, јас некако останав таму ни горе ни доле. Некако не го најдов својот одговор, некако што знам. Уште многу е комплицирано, не знам јас, што знам, можеби некој тоа му е јасно, мене не ми е. Значи некако не знам што треба, како треба. Исто така, тој проблем во семејството, затоа што
Негде има патриархални односи, негде мажите се вакви, ама негде не се баш. Има и злоупотреба од страна на жените. Значи, ако говориме за духовна разбудена личност и која веќе расте во својот духовен живот, таа ќе гради состојба на смирение и состојба на разбирање. Колку што може, што вика апостол Павле, бидете во мир со секого доколку тоа зависи од вас. Ако не може, многу тешко. Значи, јас искрено да ви кажам, денеска состојбата во еден многу голем процент браковите во нашава Македонија се што да ви кажам. Затоа што се толку на погрешна основа поставени, тоа е страшно. Страшно. Се видите, ние кога ќе утнете работата од почеток и после тоа, што да ви кажам? Ако вие треба да тргнете од оваа точка и да стигнете до оваа точка, ама вие ако утнете уште од оваа точка, наместо натаму да идете наваму. Не, ќе те врати животот. Пошто животот ти вика, ова не функционира, мора негде се сгреши. И полека, ако си искрен, ако си доблесен, ако си имаш смирение, тогаш ќе си паднеш на колена, ќе си го повикаш Бог во својот живот, па преку покаяние, ќе ти се освести тиквата полека, и полека ќе сватиш кај си сгрешил. Најстрашно е, знаете, инеет кој ќе те фати. Сум трнал па шо ако? Шо ако? Појде. Како да го прашам, значи велиме Бог има план. Така е. Стани. Ајде донеси го, дај ми го. Не, има и други. Е ова. Значи велиме Бог има план и тоа е да го крстиме плана, значи така, да го види од него влюбовен план. Ајде. И сега, како со мажот и жената, тргнале од овде донде, па не стаселе нигде, па мора да се вратат назад. Може ли Бог да не врати на тој негов Божи план, љубовниот план? Не мажот и жената, него за света зборува. Ова, сега ќе прочитам нешто. Апостол Павле во своето послание до Тимотеј ги пишува овие зборови. Значи, а Божјата волја е таа, кој сака сите луѓе да се спасат и да ја познаат вистина. Внимавајте. Сите! Значи, чувајте ти тебе и мене. Значи, Божјата волја, односно планот таа макро промисла е сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистина. Сега, ако сте уснали работата, што се гледа од патнатиот свет. Тогаш што нас не подсетува, ни дава до знање дека сме утнали работата? Натрешна дисхармонија, губење на мир и болка. Болка! Без смисла! Нема смисла, болка, страдаш, не разбираш? Немаш мир, немаш хармонија, немаш смисла и ти гледаш дека тука е празно, си е сгрешила работата. И како последица на тој внатрешен немир, разни состојби на фрустрации, стресови, неурози се појавуваат и болести. И ако читаме ние од сите тие нешта што ни се случуваат во животот, ние преку тоа доаѓаме до сознание дека сме утнали работата. И полека, кога се соочиме со болката ни дава до знање дека мора да направиме нешто. Тоа исто како било кој од нас. Ние ретко одиме на лекар, ама кога те заболе нешто, одиш на лекар и вика, чекај малце, што е работава, оден боли. Така Бог знае дека ние, кога не заболи, се грижиме за себе, тој момент за обстанок, таа програма, инстинкт. И тоа е. И тоа кога не заболи у животот, че кога ќе ја утнеме работава, значи негде ќе видиме. Значи Адам и Ева паднале. Планот е пропаднал, така. За тој промена. Тоа спорувам, да. Да, Бог имал промисла со нив, Бог воопшто нема за план тие да отпаднат и да се случува, да. Тоа е последица на непослушанието, да. Значи, целото човештво ради нив е сега во падната природа. Така е. А ние се трудиме, како знаеме, како можеме дошол од Христос, нешто, мислам, некој сватил тогаш, некој нешто не сватил,
Така да, приготајки сите, значи ќе се вратиме веројатно, се надевам, верувам, на планот Божи, Тоа е Божјата предмација, тоа го прочитав. Тоа е Божјата промисла. Сите да се спасат од таа состојба на паднатост и да ја познаат вистината на постоењето. И секој од нас треба лично да си го помине тој пат. Видете, јас не можам да го одам вашиот пат. Разбирате, јас не можам за вас духовно да живеам. Видите, јас сум се родил за себе, не разбирате, ја во утробата на мајката сум бил 9 месеци и сум се родил за себе. За нечија радост не Така да, секој од вас се родил за себе и секој од вас треба лично сам духовно да се роди. По духовно раѓање се подразбира тоа да бидеш, да ја оствариш она состојба на постоење за која те повикува Бог, Небесниот Отец, во својот Син, во својот Логос, во Христос. Сега Треба да посакаш, не може ништо да. Видете, многу интересна работа. Андреј Рублјов кога ја цртел ова икона на Света Тројица, се треба многу околу низиното објаснување. Внимавајте, овде има путир. Ова е путир, како пехар, и пошто е малце развлечена иконата, тоа е вака, и внатре има глава на јагне. Значи, внимавајте, значи Бог, создавајќи го човекот, тој знаел за отпаѓањето на човекот. Но Бог исто така знаеше и за тоа е таа тајна за која пишува апостол Павле од вечноста, што ја дознале преку Христос. Таа промисла Божја дека Бог ќе интервенира во отпаднатото човештво преку Месијата. И затоа, видите, вториот ангел, суштина, тоа е символот, символично изразување на Синот Божи, на Логосот. Видите, он е со сина и со кафена облека. Сината боја е символизирање на неговата божествена природа. Логосот е совечен со Отецот и Светиот Дух. Како е Отец не? Чекај малку. И потоа тој станува човек. Тој станува човек за да ја оствари таа тајна на нашето спасение. И тој Христос преку Светиот Дух секој од нас го повикува во еден момент од неговиот нашиот живот за прифаќање на патот на спасението. Секој од нас во еден момент го почувствува тој призив. Дали ќе го почувствува? Да. Сега дали ќе го прифати или нема да го прифати и како ќе го прифати, тоа е она повторно ќе цитира митрополитот Наум. Значи Бог во еден момент ти го просветлува умот, ти дава светлина за да го видиш доброто, а ти наместо да го видиш доброто и да го имплементираш доброто, вистината, светоста во себе си, почнеш да се занимаваш со злобата и нечистотијата на другите луѓе и наместо да се духовно да се родиш, типа уште повеќе се строзуваш така. Тука има многу стапици. Во духовниот живот има многу стапици, ме разбирате. Затоа Христос ја формирал црквата. Црквата како заедница на луѓе кои го разбрале овој процес на спасение, процес на промисла, процес на водство Божјо. Црквата е еклисија, ме разбирате. Црквата е еклисија. Тоа значи на грчки еклисија значи собор, собирање кое се собира преку повик. Секој во црквата, во заедницата на Христовите ученици доаѓа преку повик. Бог го призива во еден период од неговиот живот и тој човек полека доаѓа до Христос. Кога ќе дојде до Христос, станува член на неговата црква, на неговата заедница и неговата заедница му помага. Како што реков на почетокот, особено во првата фаза на духовниот живот, да ги преоделе сите искушенија на својата падната природа и на лукавиот. Видите, во првата фаза на духовниот живот тоа е најстрашна битка. Пошто вие сте бебења, духовно бебе. Знаете, кога се родите биолошки, вие сте немојни. Ако не се тато и мама, готово. Во духовниот живот исто така, ако не е црквата, ако не е заедницата на Христови ученици, и ако немате искусни борци духовни, и ако немате смирение и послушание, назад. Ама уште полош. Оче. Почеток е добро, има упрелес, кога се отиде после тоа. Оче. Кој се, не можам да не гледам кој? Овде. Ајде. Ето тоа дека мене, јас немам прашање за жал. Сакам да кажам своје мислење
не се согласувам. Дали ќе благослови? Брате, ти имаш слободна волја, така да мојата промисла не е битна тука. Ако е ова Божја промисла, окей, ако може и Божјо допуштение, ќе видиме што ќе кажеш. Малку имаше едно прашање за тоа Господо. Така. Што се однесува до нашето свештенство, дали имаме или немаме духовни водачи. Добро. Раководители, водачи е многу. Ја не се согласувам со тоа дека постојат добри и лоши раководители. Мислам дека црквата за мене базата е, значи, кога некој ќе ракоположен, тоа го добива, значи, и тоа се бара, значи, секој дух да слезе во него и тој тоа да го добие. Дали тој има недостатоци, секој сите има недостатоци, така и тој. Тоа барањето, некои дури имало случаи во мојот живот, да речем, искуство сум имал со одредени луѓе, ме прашувале дали може некако во светата, како света гора да стигнам кај некој да најдам што ќе може да ми помогне. Викам, овде не постои духовен водач. До таму одат луѓе што мислат дека кај нас не постојат Руководител, водач е секој многу сериозен збор. И сакам да речам дека мора размислување дека како сите луѓе со одредени дарби, таланти, како што некој ги нарекува, така и свештенството секој има во себе. Од моето искуство, да речеме, 10 години, колку сум во црква, не се викам верник и не можам да се наречам, некој мисла дека сум тоа. Ора не е битно што мислат, него битно е ти не си уште. Ја лично, да речеме, не се чувствувам како верник, него сакам да бидам тоа. Ти си во процес да станеш верник. Да, сакам. Добро, супер. Добро дефинирано. Много тражите, Ова сакам да го кажам, значи мислам дека кај секого од свештенството може човек да си најде добар учител, ако кај него го бара она што е доброто во него, односно она што е Божјиот дар во него. Сите има Божјиот дар. Се сложува апсолутно. Само со еден амандман. Значи, секој од нас има дар, способност, но зборам за едни повисоки фази, стварно ти треба. Видиш, секојаш има тренери. Да, сега, многу ти благодарам за се има еден тип на верници кои имат големо его во себе си, знаеш. Сега они си го проектираат своето его во однос на тоа дека нивен духовен раководител треба да биде некој што ти кажам, да лепти. Да лепти, да свети и ангел Божи да му лета над глава. И да не говорам. Јас велам вака. Нека го најде таквиот духовен раководител и ој ќе му каже нешто, па да не го послуша после. А нема да го послуша. Пошто знам, егото е тешко. И ој ќе му каже, слушај братче, ти забегуваш тука, ова не смееш повеќе. И ој, иако го гледа, дека, ќе каже, па луѓе може, па внимавајте, па ние знаеме за еден таков што одеше по вода, кој умножуваше риби, лебови, правеше чудеса, па го распна на крст. Страшно е егото. Страшно е. Значи, боготржителството, искреното боготржителство се поврзува со смирение, со битка против его. Мора да работиш на смирението. Не работиш ли на смирение, ништо, луѓе. Тоа е мижи јаши, тука сте изгубиле битката уште ведна. Не прамува. И ако ти му пристапиш со дух на смирение, на било кој свештеник, на било кој брат, искрено, онака, да се помолиш на Господа, кажеш, Господи, види, не знам бе, помогни ми, отвори ми, најди ми човек. Дај, прати човек. И тогаш, може би, некој е тотално неугледен, не е битен, не тотално аутсайдер, маргинален тип некој вамо. И он ти ја кажува вистината што сега да слушаш. Видите, Бог не гледа на лице, луѓе. Тој е тој Бог на Јосиф, Бог на Авраам, Бог на Исак, Бог на Евер, Бог на апостол Петар, Бог на Павле, таков. Не гледа на лице, туку гледа во внатрешниот човек.
Дали се имаш или се немаш? Повели. Чекай. Пошто велите дека кај нас во Македонија например, да почнеме од вас и од другите, дали имате непрестана молитва, например, вие пастор? Не. Како да го придеме на Бога, после како непрестана молитва, дали се согласувате? Мене не ми е јасно што значи тоа непрестана молитва. Се шегувам. Дали е возможно десна достатъчна молитва, да се присути на Бога? Апсолутно. Вака сега митрополитот нао зборува сега умно срдечната молитва се проявува кај луѓе со највисок степен на духовен живот. Тоа е веќе делување на Светиот Дух во внатрешниот човек во внатрешниот човек на тој човек. И силата, несоздадената енергија на Светиот Дух како плод на хармонијата, на чистотата, на светоста на тој човек, неговиот ум и срце ги спојува. Ама јас знаете што им викам на моите пријатели? Вика, оче ти кога престануваш со молитва? Ја викам, кога вие започнувате со молитва, јас престанувам со молитва. И ми викат, како тоа оче? Викам, ја цел ден се моламе, луѓе. А вие цел ден работите и мене работа ми е молитва. Се шегува. Викам, вие кога се одмарате, кога вие навечер се молите, јас малце да одморам од молитва. Се шегува. Прво, се шегува малце, да спустиме топка. Значи, околу... Дали е опасноста тука, не дека сатаната е можен, не тоа ги става во бизниса, во се тоа, дали сметате дека без непрестаната молитва, сатаната е помислите да лошо ги ръководат луѓето. Не. Па ние тогаш ќе бараме ова што пред малце го збора, да летат у воздух. Значи... Добро, ако е така, зашто се создаде монашката, зашто е создадена монашката, Не, само зашто е создадено монашката, тоа е цело едно предавање. Само ќе ви кажам на кратко. Монаштвото почнува да се формира внатре во црквата во еден период кога црквата во она, како да кажам, големата заедница почна да го губи етосот на заедништво помеѓу себе си. Значи веќе во крајот на третиот, почеток на четвртиот век, веќе петиот век почна да се формира она што ние го нарекуваме номинално христијанство. Сега монаштвото се формира со цел да се сочува етосот на заедништвото, затоа што црквата во првите 3 века живееше како семејство. И они нема лична собственост, ме разбирате, тоа беше тотална предаденост еден на друг. Но заради тоа што многу луѓе квантитативно влегува во црквата, духовното ниво се намали и тука е монаштвото е сега тука како еден аспект на богоуподобување умно срдечната молитва, ама тоа не мора да биде единствениот пат. Ма ја не сум монах, брат, јас сум парохиски свештеник и тоа во чај. Да. И моја работа е друга. Само една работа ќе ви кажам. Непрестаната молитва, пошто јас сум поет, да ви кажам, тоа ми е онака пасија. Поетот копне за убавиот збор цело време. Копнеш. Тоа е копнеш. Непрестаната молитва е копнеш за единството со Бог. И тој копнеш, ако го имаш во себе си, ти имаш непрестана молитва. Ако го негуваш, тој копнеш. Јас ти благодарам за ова исцрпно излагање и кое што беше на неколку нивоа, јас верувам информативно и длабоко проникливо. Тоа е една работа за тоа што се радувам што ова се случува. Второто е кус коментар на сето ова што го слушнав, може би да посочам на еден цитат кој што го парафразирам од Дидахи, написот од раниот 100 век во Равна црква, каде што кога зборува за заедништвото во црквата во тоа време, зема еден интересен пример од проповедта на гората на Исус Христос, каде што луѓето се собрани во групи
еден околу друг. Исус е центарот на целата работа, благословува, го прекршува лебот и таа храна се разделува и одеднаш имаме заедништво кое е истовремено и трпеза на љубовта. И вика, така Бог ги повикува луѓето од сите страни на светот. Од сите 4 ветра. Од сите страни, сите 4 ветра ги обединува, ги носи заедно тука меѓу нас и всушност не прави, ама мора, за да влеземе во тој леб, мораме и сами да дозволиме да бидеме прекршени, да бидеме споделени и на тој начин изедени. А што ќе вкусат луѓето од нас, ќе биде од она што ние го вкусуваме, ако го вкусуваме Христос, ќе го вкусат Христос. Тоа е еден мој така најкус коментар. Соодветно со тоа што ти го кажа и она што веројатно треба да не свртиме кај Христа цело време. А второто е прашање до тебе, бидејќи ова е недела посветена или седница, посветена на Светото писмо, баш би сакал да прокоментираш околу всушност улогата на Библијата како објективна објава Божја на неговата промисла во животот на христијанинот поединечно и како заедница. Благодарам. Многу ти благодарам, супер. Значи, сега, ова второто прашање има многу во себе, но ќе го одговорам многу едноставно, за да ме разберете. Значи, Библијата, Светото писмо, Божјото откровение, светите книги на Стариот и Новиот Завет, на првото ниво на нашиот духовен живот има информативна смисла. Не информира. Разбирате? Не информира. Читаме и се информираме. Значи, добиваме информација, добиваме слика за тоа што било пред 1000 години, пред 1000 години, што се случувало, како живееле тие свети луѓе, што била Божјата волја, Божјото откровение, како Бог ги поучува луѓето, како ги водел луѓето и така натаму. Значи, првото ниво е информативно. Потоа, второто ниво е етичко. Значи, Светото писмо почнува да не преобразува на етичен план. Значи, ни кажува што е добро, што е зло, што е вистина, што е лага. И на највисокиот духовниот план, Светото писмо станува проверка на нашиот духовен живот. На највисокиот. Проверка на нашиот духовен живот. Затоа што Бог се откривал, разбирате, Бог се откривал, говоревме за Јосиф и кај многу други луѓе. Тогаш кога ние ќе бидеме во таа духовна состојба, разбирате, во таа духовна состојба, ние се проверуваме преку животите на другите луѓе, кај сме и како и самите ние, не разбирате, да си го организираме нашиот личен духовен живот, преку нивното искуство. И затоа внимавајте, затоа во однос на нашето духовно ниво, таков ќе биде и односот наш кон Светото писмо. Митрополитот Наум кажа, според духовното ниво и молитвата, јас би кажал според духовното ниво и пристапот кон Светото писмо. Тоа е тоа. Зошто денеска многумина не сега да го отворат? Затоа што ќе се отворени. И ако се отворите, тогаш веќе почнува. Ова да оживува, ме разбирате? И со текот на времето, со текот на децениите, да потенцирам, тоа што е ова внатре, станува ваше. И вие станувате дел на ова, ме разбирате? Во истиот дух и му се поклонувате на истиот Бог. Вие разбирате, да. Уште ова и готово, ќе мора затоа што пречекоривме ете. Ама до вчера рано вчера се заборавивме. Па еве улогата на црквата. Тоа е улогата на црквата не само во Македонија. Таа има две задачи од Христос, од незиниот возглавител и оној кој оживува Светиот Дух. Црквата е повикана да сведочи, ама не црквата како институција. Сите сме ние црква, ме разбирате. Сите сме ние незини членови. Разбудени, неразбудени, ваки. Сите ние сме повикани да сведочиме, ама битно е да имаме што да сведочиме. Разбирате? И потоа црквата е повикана да биде мајка, како што вика Свети Кипријан Картагински, на кого Бог не му е татко, црквата не му е мајка. И тоа многумина не може да го разберат, како црквата да биде мајка. Па така затоа што црквата ни помага духовно да се раѓа. Духовно да зачекоруваме, духовно да се формираме. Значи заедницата
духовниот раководител, браќите и сестрите, на литургијата, на причестувањето, ме разбирате. Целиот тој контекст на црковен живот, тоа е формирање на вашата личност. Па и тие внатрешни несогласувања, трвења, се тоа понекогаш Бог ги допушта, за да не провери тоа апостол Павле, нели, нека и дури нека има несогласници помеѓу вас, да се види кој е подостоен меѓу вас. Нема тоа. Така на тој начин во црквата како едно големо духовно семејство ние се формираме како личности. Тоа е. Како што во семејството, биолошкото семејство се формираме како личности на еден психолошки, телесен психолошки план, во црквата се формираме како духовни личности. Сега, колку повеќе духовни личности имаме во црквата, односно онакви какви што за кои говоре 2 сата, толку повеќе црквата ќе има зрачење. Требаше едно предавање. Не можам, многу ќе. Благодарам. После тоа.